Денеска се реализира премиерна средба помеѓу новоизбраните градоначалници од регионот за користење вода од јавното предпријатие Хидросистем Злетовица со директорот Миле Илиевски. На средбата договорени се наредните правци на заедничко делување, како на пример. При приемот на нашата вода имаме неколку режими на работа, значи ускладување на двете екипи и од Хидросистем Злетовица и од самите комунални предпријатија при користење на водата, ускладување на тие режими на работа при различни услови, при различни параметри на самиот квалитет на вода од Злетовска река и секако постојана комуникација и соработка меѓу самите тимови од Злетовица и од комуналните предпријатија. Согласно договорот со Регулаторната комисија за енергетика, од наредната година општините меѓу кои Штип водата од хидросистемот ќе ја користат по намалена цена. Годинава за општините што ја користат изнесува 4,78 денари за метар кубен. Во наредната, општините меѓу кои Штип ќе плаќаат поевтино, односно 4,70 денари за метар кубен. Зошто го имаме трендот на паѓање на цената на вода? Бидејќи веќе се очекува приклучување во 2022 година на јавното комунално предпријатие Истер од Штип, како голем потрошувач, тоа значи дека нашите приходи се зголемуваат, а тоа значи дека цената на вода ќе паѓа. Чекањето на дозволите од Институтот за јавно здравје за користење на водата од хидросистемот е единствената административна пречка, истакна денеска штипскиот градоначалник Иван Јорданов. На мое огромно жалење можам да кажам, Институтот се уште нема направено потребно испитување и тоа е практично продолжување на временската рамка зошто оваа вода не е дистрибуирана до домаќинствата. Станува збор за вода која што се користи во Пробиштип, во Свети Николе и која што ќе биде филтрирана на најсовремен ултра начин. Уште една година карбинчани ќе почекаат за користење на водата од хидросистемот. Причината е неизградените пристапни цевководи. Крајна временска рамка кога ќе се готови е втората половина од идната година, напомена градоначалникот на Карбинци Виктор Паунов. Во овој момент е потпишан договорот со изведувач кој што е тендер пуштен од страна на Министерството за земјоделие. Исто така е потпишан договор со надзорот, така да во следна фаза ние изработуваме оние, би рекол ги завршуваме оние имотно-правни работи кои што во минатото не беа завршени од страна на општина Карбинци, така да во следна фаза ќе започнат со изградба овие пристапни цевководи за дистрибуција на оваа вода. Градоначалникот на Светиниколската општина, која како корисник на водата од Злетовица стартува со намалување на долгот кон истата, чија висина достигна до 16 милиони денари за неплатени 9 месеци. 1 милион веќе ги сервисиравме. Самата општина на претходниот совет донесе одлука од кој што мораше да им префрли 2 милиони денари средства на јавното комунално предпријатие, од кој што еден дел беа префрлени на хидросистемот Злетовица. Од февруари, согласно најавата на градоначалникот на Лозово, ќе започне градбата на филтер станицата и пристапните цевководи. Во меѓувреме, лозовчани се со бунарско снабдување со вода за пиење. Генерална оценка на денешните учесници на средбата со менаџментот на хидросистемот Злетовица е дека наредната година ќе е клучна во финализација во снабдувањето на планираните 5 општини од регионот со вода од овој хидросистем.